Денеска имавме уште една посета на комесарот Хан, сега присилен со уште тројца европратеници, посета која е неопходна на Македонија во ситуацијата во која се наоѓаме. Тие дават поддршката за да излеземе од кризата, во овој правец е и посетата, но тие не охрабруваат и нас, политичките фактори во Македонија, да работиме, да рефлектираме на ситуацијата во која се наоѓаме и да гледаме на иднината на државата, на иднината на граѓаните, повеќе од што да гледаме на нашата лична иднина. Во овој правец се и активностите на движењето БЕСА, без да се гледа личниот интерес, односно партискиот интерес, ние гледаме да придонесеме како да се излезе од оваа криза, затоа што цениме дека уште во Македонија има сили кои сакаат ова длабока институционална криза да ја втурнат во интеретничка криза која е многу лоша за Македонија. Затоа поддршката на представниците од Европската Унија се во правец да политичките елити да рефлектираат и нивната поддршка ќе биде огромна за Македонија еднаш за секогаш да се врати на евроинтеграцијскиот процес и еднаш за секогаш граѓаните на Македонија да бидат дел од Европската Унија во една држава која ќе креира благосостојба за сите нас. Ние и досега пред партиските интереси ги ставивме државните интереси. Вие знаете дека платформата на движењето БЕСА е редефинирање на државата. Во моментот во длабоката криза во која се наоѓаме, ние сакаме да придонесеме да излеземе од кризава и да дојдеме во помирни води за да почнеме една широка дебата за платформата која ние ја понудиме на граѓаните на Македонија. Значи, комесарот Хан поддржува во нашите постапки кои одат во формирање на една влада која во моментот ја има поддршката од 67 пратеници, да се формира собранието, да се избере председателот на собранието, да се побара уште еднаш од председателот да се додели мандатот и да почнат преговорите за состав на новата влада, за да може после таа влада да рефлектира и да го реализира програмот за враќање на државата во евроинтеграцијскиот процес. Ставот на председателот Иванов е јасен, има мандат без откажување од платформата. Колку во овој момент сте подготвени да се откажете од тиранската платформа? Уште еднаш потврдуваме, значи нема платформа, нема тиранска платформа, има една декларација на политичките партии на албанците за барањата на албанците кои барања се 25 години во демократскиот систем и тие барања се бара да се реализираат согласно уставот и законите во Македонија.